Почитувани, добар ден. Повторно сте со мене и... Со теа. Денес имаме една многу интересна тема. Всушност, сите би сакале, нели, да имаме повеќе неработни денови, а секако да ни следува плата. Нормално. Но она што е ново и што се најавува како измена веќе од 1 јануари е недела да биде неработен ден за сите. Па го поставуваме прашањето од црвена линија до сите вас. Недела, работен ден, да или не? И додека ви оставаме време, се разбира да не побарате веднаш на 023076677, како и секогаш ве подсетуваме што не смеете да пропуштите вечерва на телевизија Телма. Колку ќе поскапува струјата? Вечерва во топ тема интервју со првиот човек на регулатор на Марко Бислимовски. Кризниот менеджмент пак кризира. Каде се проблемите? Со директорот на ЦУК, Стојанче Ангелов, кои се капацитетите на општините за справување со кризни ситуации. Анализа со Миша Поповик од Институтот за демократија, Societas Civilis. Топ тема вечерва со Боби Христов во 19 часот и 15 минути. Така и како што кажа Тина, нашата главна денешна тема е недела, работен ден, да или не. Сега ние знаеме кој е мојот одговор на сето тоа, па и на Тина, но ние очекуваме на вас. Вие да ни кажете кој е ваше размислување околу цела оваа тема. А за темата многу повеќе во прилогот кој што го подготви нашиот колега Петар. Знамиња и транспаренти во вредните раце на работниците денес се развиорија низ центарот на Скопје, со символика во недела, ден кој работниците бараат со закон да биде прогласен за неработен. Гласно ги кажаа своите барања и ги свиркаа политиките од кои не се задоволни. А листата со барања не е долга. Освен недела неработен ден, работниците побараа и повисока минимална плата, како и регрес за годишен одмор, односно К15 за секого. Сакаме јасно да им кажеме дека еве, ние сме тука и повише од 61 и дека повтор пат не може да ни изигруваат за законското решение недела неработен ден, каде што 92% од работниците денеска требаше да одмараме, а останатите 8% да земеме минимум зголемана дневница од 50%. Без сигурен работник, без задоволен работник, без добро платен работник не може да иде економијата напред и не може да се движи државата напред. А додека работниците свиркаа, аплаудираа, извикуваа и маршираа, во собранието беше повикан председателот на Сојузот на синдикатите. Повторно, како и многу пати досега, да им ги каже барањата на представниците на владеачкото мнозинство. Добил ветување дека законот за недела неработен ден ќе се изгласа најдоцна до крајот на следната недела. Од ССМ порачаа дека ќе се водат разговори за да се издействува и законско решение за зголемување на минималната плата барем до јануари 2022 година, а во меѓувреме од владата се очекува реакција за сите работници да добијат К15. Тоа беше прилогот на нашиот колега Петар. Денеска дискутираме со не можеби кој што се вклучивте малку подоцна за некоја минута. Недела работен ден, да или не? И веќе од режија ни јавија дека имаме прв гледач во црвена линија. Добар ден. Здраво, здраво. Добар ден. Па моето размислување е следното. Ја ми се чини дека недела треба да биде неработен ден, затоа што и во религијата е кажано дека 6 дена работи, 7-ниот ден одмаре. И затоа мислам дека практично правилно е, значи он работникот кој што 6 дена работи, да, и еден ден да одмара. Меѓутоа, ако работата задачи предвидува да мора да има ланец, да не може да се остане во недела, не мора да биде тој ден во недела, може да биде понеделник, то не било кој ден. Меѓутоа, во текот на неделата работникот да има можност, што се вели, да одмори барем 24 часа и да може да се види со фамилијата. Значи, фактички досега луѓето не може да се видат. И некогаш ние недела не ја работевме. Значи, стопанството не застана. Недела, значи, бевме дома со фамилијата. Значи, никој ништо не оседи. Ќе можеме да си купиме се што ни треба од петок и сабота и можеме да останеме. Околу струјата имавте нешто, значи, и струјата ми се чини дека нека поскапува. И треба да се поскапи, но да
секое поскапување, дали е струја или било што, да ги прати и личните доходи. Со тоа фактички да може, значи ако се покачи нешто, да може со моето покачување на личниот доход да можам артикал да го купам, да го нам. Ако тие цените одат нагоре, а личниот доход останува тука, значи тогаш веќе треба да има и штрајкови, да има и негодувања. И времето истече. Внимавајте секогаш на тајмерот 80 секунди е она што го дава црвена линија за секој гледач. Благодарам во секој случај што бевте дел од црвена линија. А додека сме во очекување на следниот гледач, еве да ве подсетиме дека во рамките на ова денешно издание на Црвена линија ќе имаме гостен вклучување од страна на господинот Иван Пешевски, кој што воедно е и подпредседател на приватниот сектор при ССМ. Токму така, јас сум тука подсетам околу технички дел за како се приклучите во телевизија, во емисија. Преку нашите социјални мрежи на Facebook, во меседж, порака, ќе ни пратите ваше размислување околу темата, па ние ќе објавиме, ќе покажеме живо да прочитаме заедно. Секако и на нашите други социјални мрежи, на Twitter и на Instagram, може да ни пратите исто така и таму ваше размислување околу темата, но може да ни пратите и ваш никнейм, дали сакате да ви приклучиме на Skype, Zoom или по видеокол, за да ви видиме, очи со очи се видиме. И секако на нашиот традиционален начин како да се приклучите во емисија е да звоните на телефонски број 02 307 6677 и си знаете, правила се правила, имате 80 секунди и 80 секунди време за ваше размислување, бидејќи мора да биде фер за секого и секој да си има свој ред. А сега ќе го слушнеме и размислувањето на оваа тема на нашиот следен гледач. Добар ден. Добро вечер. Здраво, здраво. Добро вечер, надворе вечер, точно. Така е. Абре, слушайте, деца. Еве, ај, да речеме понивно да се работи. Во ред, ајде, прифаќаме да се работи. Ама ајде да кажа кога да се одмарат. Значи, не е само работи. Не треба и да се одмори човек. Едноставно да издиши. Па, има места работни сега, што не мора да се одмори. Ама пак слободен ден треба да има. А што правиме со рудари, со градежници, со тие пешки работи, пример, патишта што се прават со градба ниска, да речеме, се изложени на ветер, на сонце, на студ. Тие како? Како ќе одморат? Кога ќе одморат? Не недела, него и сабота и недела, значи опште да не сте чепни работа. 5 дена во неделата е доста бе. Кој сака да работи, ќе се сработи работа за тие 5 дена. Ама сега кој не сака и за 50 дена во неделата да има 24/7, па не може да заврши работа. Јас предлагам, по моје мислење, не предлагам, што кој сум јас да предлагам, по моје мислење, значи недела не треба да се работи. Пази сега, има некои работни места да се разбериме, мора да се работа. Пример, овие печки, што се лево, десно. И времето истече, значи секогаш внимавајте на тајмерот. Благодарам сепак за вашето учество во Црвена линија. И доколку немаме гледач, можеме веднаш да преминеме со вклучување на нашиот гостин, на задоволство на мене и Тео. Чест ни е да ви го представиме господинот Иван Пешевски, подпредседател на приватниот сектор при Сојузот на синдикати на Македонија. Добро вечер, да речеме дека надворе веќе ноќ. Добро вечер и од мене. Како сте? До гледачите на Телма телевизија. Добри сме, видовте од прилогот на почетокот во каков број искочивме во неделата на улица, побарувајќи ги сите овие работнички права, каде што повеќе од оправдани беа барањата на Сојуз на синдикати на Македонија и едноставно работникот покажа и докажа дека може да одмара во недела и дека ова законско решение веќе е прифатено за од јануари 2022 година. Не случајно одлучивме првото прашање да биде онака како што го поставуваме всушност денес и на целата јавност. Дали според вас воведувањето недела како работен ден ќе се намали продуктивноста на предпријатијата, односно дали недела да биде работен ден, да или не?
Дефинитивно недела не треба да биде работен ден и статистиката и управата за јавни приходи го покажа и докажа тоа дека најмалку се пазари во недела. Евентуално може да работат есенцијалните дејности како што се армија, полиција, брза помош или тешка метална градежна индустрија, би кажал, каде што има печки и не може да се згасат. Меѓутоа, токму и тоа беше нашето барање и прифатено од страна на сите социјални партнери, дека тие што ќе работат во недела, ќе добијат зголемена дневница за 250%. Оние други 92%, особено од реалниот, од приватниот сектор, мора да одмараат во недела, бидејќи на крајот на денот нема ништо попродуктивно од одморен работник и едноставно и народски кажано да ги наполни батериите за викендот, да си биде со фамилијата и потоа од понеделник до петок да ги извршува работните задачи. Значи, некој пат не се средствата и парите во прашање кога се човечките животи, бидејќи нема ништо поважно од еден здрав и безбеден работник, а сите оние повреди и жртви што ни се случуваат на работните места, се токму поради ризичните работни места, изморените работници и сето она што не се знае во ова време, кога се одмара, а кога се работи. Навистина ќе видиме доста пријави од Државниот инспекторат за труд, каде што на работниците досега во таков хаос не им се знаеше кога им е среда, кога им е сабота, кога им е недела. Навистина сметаме дека ова е едно издржано барање и дека требаше многу поодамна да стапи во сила. Меѓутоа, со некој инат, ќе кажам, на овие ненародни пратеници во собранието, не се изгласа досега и остана за како решение во јануари уште 2022 година, каде што покрај другите барање и недела за ден одмор ќе биде и зголемување на минималната плата, која и не така малку, нагло ќе рипне од 15.194 на 18.000 денари. Така и само може да се наврземе на што следно прашање кој што спомнавте вие. Одредени дејности како маркети, молови, спортски облажувалници, бидејќи на преварите најчесто се играат на викенд, доколку се затворени, во недела ќе представува проблем за сите оние кои недела го имаат за слободен ден, за набавка, шопинг, па и уплата за ливче? Видете, кога станува збор за еден генерален закон за работни односи и да ги опфатиме поголемиот дел од вработените, не може да измислиме закон за да ги задоволиме сите страни. Како единствен репрезентативен синдикат на работниците во Македонија гледавме да тој закон покрие што поголем дел и се покажа дека 92% од вкупниот број на вработени можат да одмараат во недела. На никој нема да му падне прометот, бидејќи многу голем дел од тие работи може да се купуваат и електронски. Не може да оставаме да работат хладилници или обложувалници нешто што ги дотрошува дополнително граѓаните, а внатре во тие обложувалници, продавници, како што ги кажувате молови, да работат луѓе кои што не им се знае кога им е ден за неделен одмор. Верувајте дека секој сака во викенд и во недела да биде со фамилијата и дека не име на работниците и покрај тоа што се оставени на минималец и на мизерни плати, дополнително да треба да работат за зголемена дневница. Одговорот и од управата за јавни приходи беше дека најмалку се пазари во недела и дека ништо нема да им фали на граѓаните ако сабота и недела не работи трговија на мало или било кој што не мора да работи. Тоа се и агрокомплекси, и текстилни работнички, и градежници што велите, и пазарџи. Верувајте дека секој може да си обезбеди се од понеделник до петок и да одмара за викенд. Од друга страна, покрај законот за работни односи, морам да го споменам и законот за трговија, кој исто така помина да овие молови кои влагаат во трговија на мало ќе работат од 10 до 6, каде што ова во меѓувреме изменето со амандман и е променето да работат од 10 до 8 навечер, меѓутоа сите тие вработени ќе бидат со зголемена дневница, односно ќе им биде платено 250% за тој ден, средства од кои пак 3% ќе се двојат и уплаќаат директно од работодавачите во државата за изградба на градинки за нашите деца, што е едно идејно решение и што беше прифатено за сите социјални партнери во социјалниот диалог. Навистина сметам дека голем дел од граѓаните конечно треба да знаат дека недела е ден за одмор и дека нема да има помони од типот сакаме да работиме бидејќи ни требаат повеќе пари токму во недела. Едноставно луѓето работат во недела од што мораат, а не од тоа што сакаат. Ова е повеќе желба на работодавачите кои што немаат друг начин и механизам освен тотално да ги исцрпат нашите работници, а потоа се
буниме или се чудиме зашто и младите и сите се менуваат од државата и работат во високо развиените западноевропски земји. И сега се поставува уште едно прашање, односно оние кои што работат нели во текот на од понеделник до петок, имаат нели потреба, еве кога би биле слободни да ги задоволат потребите кои што следуваат за семејството, како што е прослава на роден ден. Што со дејностите како игротеки на пример за деца, кои што верувам дека родендените најдобро се слават во рамки на викенд. Да. Видете, голема е листата која што ја договорија сите социјални партнери на економско-социјален совет, така што сега не ме држите за збор дали игротеките се влезени во таа листа, меѓутоа голем дел од луѓето што сакаат и што мораат да работат за викенд, ќе работат. Ние не го оспоруваме тоа право. Меѓутоа мора да сватат и работодавачи дека што ќе имаат такво работно време и потреба да работат во недела, треба дупло и повеќе да ги платат своите вработени. Односно зголемена за 150% од онаа дневница што би ја земали и кога би седеле дома. Така, благодарам многу што одвоивте време од вашата богата агенда, верувам, во текот на денот. И се надевам ќе се слушнеме повторно во никое наредно издание на Црвена линија. Ви посакуваме со Тео убав ден. Ви благодарам на поканата и поздрав до гледачите на Телма телевизија. Чао. А ние сега, драги мои, останува нели да ве посетиме како изгледа да се земе малку одишка со реклами, а потоа се разбира ќе се посветиме и на Facebook страницата Црвена линија на која што редовно ги објавуваме нашите теми. Така е. Во Црвена линија денес говориме за тоа дали недела работен ден да биде, да или не. Дали се уште го имаме гледачот кој што ни јавија дека чека да биде вклучен во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Прв пат се јавувам во вашава емисија, само што ме променил и успех да добијам. Ова ми е прв пат јавување и добив одма. Одлично, ама да не е последен. Да ви кажам искрено, недела не е пожелно да се работи. Недела не е пожелно да се работи. Има кај што треба да работи. Се знае дека медицината, само доктори, да не збориме, да не коментираме до сите. Треба да се вреднуваат тие луѓе во недела, да им се плати према тежината на трудот. Јас ќе ви кажам едно искуство, јас сум бил во Австралија пред доста години, не бе многу време, али некои работи ги видов. Во сабота не беше работен ден, ме прашува дали сакам да работам. И тоа ми се плаќаше, ја останува, а недела не доаѓа лобо. После кога прифатив на норма да работам, значи тогаш не ме прашува во сабота, ја одлучив дали ќе работам до 6, само до 6 се работеше. Кој штом сте на норма, менаџерот за еден работник ако треба ќе остане, не може да ми го скине правото. Тоа така беше само, ви кажам. Работев овдека, значи во Алумина, многу одамна пред да се насови, таа беше најдобра фабрика, можам кажам, во Македонија. На терен работев, ние бевме на граѓевина, и ја прозори алумински работевме. Во сабота, во недела, моравме да добиеме документ од фабрика. Работниците, ние не сакаме да работиме, никој не може да ни нареди додека не добиеме документ да работиме во недела. Со документ. Благодарам за вашето вклучување. Секако ако беше прв пат, се надеваме нема да биде последен пат и секогаш внимавајте на тајмерот, односно колку трае вашето излагање. А додека го очекуваме следниот гледач на 0230766777, имаме и коментари на Facebook Црвена линија. Токму така само ја потсетам, секако како во месеч може да ни правите ваше мислење и во коментар на постот на тема на денот. Сега се свртиме кон коментарите ваши. Пред коментарниот Ели Лиевска, секако околу темата, мислам дека треба да се почека да излеземе од здравственава и економска криза. Неработен ден недела ќе донесе уживање и одмор, но и намалување на вработеноста, намалување на приходите и слично. Секако имаме и уште еден коментар од Игор Јанковски, кој гласи: Здраво, поздрав до емисијата. Да кажам за тема, мислам дека недела треба да биде неработен ден. Во оние сектори кои се потребни и треба да работат, треба работниците да добиваат надоместок, бидејќи треба синдикатот да обстои на барањата за недела неработен ден. За покачување на минималецот и поголеми права на работниците и треба надлежните повеќе да гледаат и за работниците во приватниот сектор, зашто мислам дека таму се кршат работничките права од страна на работодавачите. Поздрав, убава вечер.
поздрав и до Игор Јанковски, а сега веќе ќе му дадеме шанса на нашиот следен гледач во црвена линија. Добро вечер. Здраво, здраво. Повелете. Да, во програма сте. Ало, добро вечер. Добро вечер. Намалете го тонот на ТВ приемникот, имате 80 секунди. Да, за убава се Недела слушаме. работен ден, да или не? Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден, добро вечер. Ајде, добре. Вака сега прв пат значи се јавувам. Ајде, Драго, не не последен Не бев пат. од почеток, не знам дали се има тема и за минималекс и за недела. Денес Значи, говориме не за недела. Денес е за недела. Да. Па мислам дека не треба да се работи, ама кај што треба да се работи, треба да биде платено. Да. Така мислам дека треба да биде платено. Сега некои фирми не може да седат дома вработените кои мора, еве како болниците што се, како други установи. Значи мора, ама би требало да биде платен денот. Да. Толку, не знам друго што да кажам. И уште едно, само за минималецот. Минималецот, значи, нигде, мислам, у државна институција не се исплаќа. Уште 14.900 кога се донесе законот, стават некоја корекција, меѓутоа, не е тоа. Треба да биде основицата. А они сега кажуваат дека 18.000 ќе биде, а уште 14.900 не е минималецот, до 15 не е стигнат. Тоа би било се. Уште Да, 20 секунди толку од имате. мене. Благодарам што прв пат се јавивте во црвена линија и како што вели Тео, да не биде и последен Така. пат. Сега го очекуваме во некоја наредна тема и додека сме во очекување на следниот гледач во црвена линија, еве како стојат работите, например, во регионот. Интересно е дека можеби најпопуларен е грчкиот модел на работење, односно Грција пред неколку години го има воспоставено нови правила околу работното време. Што значи тоа? Во оваа земја вообичаено работно време е продавниците во големите градови да работат од 9 наутро до 9 навечер. Сите денови освен недела. Сега, например, продавниците во помалите места, особено туристичките места, може да направат исклучок и да работат, се разбира, во недела. А ние работиме сега со теа и велиме добро вечер или добар ден на следниот гледач, да. Добро вечер. Здраво. Здраво, повелете во црвена линија сте. Па би кажал вака, значи недела работен ден да биде. Да или не? Ваше мислење. Не, да си остане неработен ден, значи никако работен, али претежно ова што штрекува сега овие ССМ, штрекува заради нив, заради административците, најче за полицијата таму, затоа што они дежурат и у саботи и у недели, и им се плаќа околу 250%, мислам, по саат. Тој ден, колку саат е бил? 250% поскапо, значи 100% е вака и уште 150 за неделата. Ме разбирате, ако е 50 денари да речеме саат, значи 150 денари ќе биде. Али нема да бидат овие што се во производство, во приватниот сектор, нема да бидат платени. И фактички овие буџетареви и така ја цицаат државата безкорисни се, според мене. Немаме некоја голема фајда од нив, од администрација. Имаме фајда од тие што се директно во процес. Значи во работа, значи што произведуваат и тоа, а баш тие се оние загрозените што ќе работат у недела и никој нема да ги прашува за ништо, нити пак ќе застане некој на нивна страна да ги брани, а нема да бидат платени и ќе немаат слободен ден. Познавајќи како функционира оваа власт, не само оваа, и сите влади до сега за овие 30 години, ова е поео вук магарца. Бидете поздравени, пријатно. Благодарам за вашето јавување во црвена линија. А додека очекуваме следно јавување на тема недела работен ден или не, еве како е во Европската Унија кога станува збор за работење во недела. Многу од државите во Европската Унија го имаат ограничено работењето во ден недела.
Дури и правилата, верували или не, најстроги се во Австрија, каде што е целосно забрането да се работи во последниот ден од неделата. Да, сега имаме следен гледач, да слушнеме ваше размислување околу темата. Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Ајде, добро вечер. Добро вечер. Па, јас сум да биде неделата, нели, работен ден, пошто, нели, 6 дена работи, 7-миот ден на Бога посветимо го така, за тие кои се православни христијани. Сега, кај нас, мислам дека е многу поважно да се спомни дека овие 5-6 години, 4-5 години, многу луѓе изгубија работни места. И за нив не само недела, со години е неработно време, без стаж, без плата. Или порано таму некаде до 98 година, кога беа избркани 200.000 работници на улица, без 20-30 плати, неземени, со години неплатени придонеси, тие луѓе тогаш овој синдикат молчеше, го немаше никаде, како што и сега молчи, така е подладнички кон власта. Сега, само за наспоредба, јас сум за отворање фабрики. Овој синдикат го нема никаде да бара отворање фабрики и поквалитетна економија. Србија во овие 4 години 250 нови фабрики, странски инвестиции отворија. 250 фабрики. Вучич, како нели првчек на Србија, рече вака, Груевски дури беше власт во Македонија, сите фабрики ода во Македонија, толку беше многу способен Груевски. Сега, од кога нема Груевски, сите фабрики одат во Србија. Од тие 250 фабрики, барем 100 имав нови години, ако беше ВМРО и Груевски на власт. А вака, без Груевски, без ВМРО, фабрики нема, економија пустош, банкрот, држава. Благодарам за вашето јавување во Црвена линија и додека очекуваме следно јавување да потенцирам каде се во Европската Унија, недела е генерално неработен ден за сите. Покрај Грција и Австрија, како што ги напоменам, спаѓаат и Белгија, Кипар, Чешка, Француска, Германија, Унгарија, Исланд, Луксембург, Холандија, Шпанија и Полска. А исто така, додека збориме за оваа главна тема, ако отидете на сајтот на telma.com.mk, многу се поврзува со повисока минимална плата ика 15 и секако на овој артикл што е спремен на telma.com.mk може го видите вие и целосно прочитате. Многу интересно е. Слободно вие дома изгуглајте, прочитете. А дојде времето да се одјавиме јас и Тео. Секако загревајте се и размислувајте на утрешната тема која што ќе биде дел од Црвена линија. Петардите, од играчка плачка, најчесто е така. Всушност темата и како да се спречи продажбата на петарди, кој што особено ги има најмногу во периодот пред Нова година. Така е, вие си знаете, Црвена линија 2.0, секој работен ден на Телма телевизија од 16 часот и 40 минути. А сега ве оставаме на Гответе со Маја. Довидување. Чао, чао.